Почитувани гледачи, добар ден. 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник сме тука за вас и со вас се со цел да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Денеска ќе одвоиме малку време за она што се случи минатиот понеделник, значи се одбележа светскиот ден на мултипла склероза. А овде денеска со мене во студиото се претседателот на Сдруженијето за лица со телесен инвалидитет мобилност, кој што ги опфаќа лицата со мултиплекс склероза, параплегија и мускулна дистрофија, Гоце Миновски и Христина Просковска, која што е претседател пак на огранокот за мултипла склероза. Со нив ќе поразговараме како се одбележа денот, значи ќе поразговараме за сите оние нивни потреби, за сето она што тие го побараа, а што им треба нели во секојдневието за да нели функционираат во нормала, што се вели, и за сите оние проекти кои што ги остварија, што им се плановите во иднина, значи кои им се тие активности во Сдруженијето со кои што тие нели постојано работат, се дружат и така натаму. И се надевам дека сето ова што ќе го говориме ќе биде интересно, ќе го задржиме вашето внимание и ќе останете да не следите до крај. Ви благодарам што одвоивте време и ви посакувам добре дојде. Точно пред една година бевте во студиото и ве повторно сте тука сега. Благодариме на поканата. Така. Добро ме најде. Мислам дека добро кажав се, така. Така. Значи Гоце, ти си претседател на Мобилност Скопје, инаку сте Точно така. Јас сум претседател на Мобилност Скопје. Иначе кај нас, како што ги набројавте тие ограноци, што се со тие диагнози постојат, значи 7 ограноци се. така. Параплегија со квадриплегија заедно се, церебрална парализа, мултипла склероза, дистрофија, ампутација, детска парализа и останати што се. Така. Значи, Се тоа лица со телесен инвалидитет, како што напоменавме. Така. Се одбележа светскиот ден на мултипла склероза, параплегија и дистрофија во понеделникот. Понеделникот на 30 мај го одбележавме заедно, пошто во текот на тој месец во мај исто и параплегија го одбележуваше денот, за да бидеме помасовно видени пред јавноста. Така. Се споивме сите три ограноци со све параплегија и дистрофија заедно со мултиплекс склероза и направивме еден марш од Порта Македонија кон Даре Џамбас, кај што ни е седиштето. Така. Мобилно Скопје. Така. Може од режија исто да ги пуштат оние инсерти кои што ние бевме да, нели, наша екипа од ТВ Сонце беше да го проследи настанот, па имаме и некои инсерти, еве веќе течат во посадина. Значи, кој се присуствуваше на настанот, еве може и Кристина да ни каже околу тоа нешто повеќе и зашто на денот кои беа вашите права и вашата порака до надлежните институции за сето она што ви е потребно, нели? А што досега не ви е излезено во пресрет? Кога месец мај крајот на месец мај, значи 30 мај, е меѓународниот ден на одбележување на мултиплекс склероза. Тоа веќе нашето здружение 8 години како што се приклучивме кон Светската асоциација, која што од 2009 навака го одбележува денот на мултиплекс. Во почетокот почнавме сами да го одржуваме настанот со одбележувањето. Веднаш после тоа, заедно со нашиот тим од Сдруженијето, одлучивме дека во ред е да се приклучат и дистрофија и параплегија како ограноци, за да биде масовноста поголема, за да бидеме заедно, за да има поголема тежина самиот настан, бидејќи на еден начин сме и некако сродни како диагнози и состојби. Така. Еве за тие што не знаат, мултипла склерозата е нефролошко заболување на централниот нервен систем, кое што се уште нема докажани медицината како настанува, има предпоставки од неколку 3-4 види, многу е говорено за тоа, како и да е невролошко заболување кое што може со текот на времето, зависно од фазата на заболување и да дојде до некаков инвалидитет, па од тоа да постане некој човек со мултиплекс склероза параплегичар и не дај Боже квадриплегичар. И затоа сме нели тука слични со параплегија, која што пак е состојба која што може да дојде не само од невролошко заболување, може да биде и од механичка повреда или некои слични повреди, додека пак дистрофијата е
како систем на повеќе заболувања доаѓа до оштетување, а подоцна и прогресија на болеста во однос на мускулниот дел на човековото тело. Ајде да не навлегувам сега во делот на медицината, нели протеините поради мутирани клетки, не може да создадат правилно мускулно ткиво. И тие лица, по сотек на времето, доаѓаат во состојба на параплегија и некако така направивме симбиоза дека може да се одбележи тој ден заедно. Правата и обврските ни се навидум слични и тоа беше главната цел за да не одлучиме сите овие години да го одбележуваме заедно. Се трудиме секоја година да внесуваме новитети, да бараме нови работи, во главном сепак се истите, бидејќи никако истите да се остварат до крај или па да ја постигнат таа ништо не се смени од минатата година до сега? Има сменато, како не, нели главната поента на целиот настан е подигнување на јавната свест, значи што значи да ги информираме луѓето за нашето постоење, се зголеми моќноста на информирање на луѓето и на тие што се засегнати, значи ние како пациенти заболени и на јавноста кој што е наспроти нас, затоа што сите знаеме дека кога јавната свест е подигната, автоматски свесноста на сите институции во однос на третирањето на овие болести ќе биде поголема. После нели тоа еднакви можности, што е исто така како главен приоритет, да се докажеме дека ние наспроти лицата што немаат телесен инвалидитет дека сме еднакви и дека имаме исти можности. И како трето исто приоритетно е да се интегрираме во општеството. Што значи тоа? Значи дека конвенцијата што е меѓународна светска, ние имаме подпишано како сдружение. Значи не само ние, него зборувам на ниво на Македонија, Националниот сојуз Мобилност Македонија. И дел од тие права и обврски што ги имаме како конвенција, може би ги почитуваме, него голем дел или не се интегрирани, или ако се интегрирани, недоволно се спроведуваат. И се бориме и одиме и тежнееме да тој репертоар нели се проширува од година во година и сега можам да кажам дека од минатата година до ова стекнавме многу поголем број на пријатели кои што ни се како поддржувачи, подпомагачи, следачи, не знам како веќе да ги наречам, и секој еден од нив во нашата борба помага на свој начин. Значи, почнувајќи од областа на медицината, економијата, здравството, културата, што да речам, што мислам дека понатаму ќе го разговараме. Да, ќе кажеме, јас видов исто некои работи за кои што подоцна ќе ни така да можам да кажам дека за оваа година има помрднување за разлика од минатата. Нешто што е сега најголем проблем? Во моментов, па сега ако зборувам поединачно, од сите области може да извадам по нешто, нели? Здравството, пристапноста, таа е вечната никако да се реши тој проблем. Никако да се реши, таа е многу голема и многу комплексна. Затоа што пристапноста не е само во една институција и во еден сегмент, таа мора да биде секаде, почнувајќи од домот, каде што живееме, дали е тоа во стамбена зграда или во своја приватна куќа, или во некаков заеднички дом, па понатаму во обкружувањето, во локалната заедница, општините, јавните простори и тоа е значи една комплексна тема која што не може да се реши преку ноќ. А ние сме држава која што тоа не го правела со години. Можам да речам дека во последниве 10 до 15 години се даде огромен акцент на подобрување на таа пристапност во нашата држава и се стори многу. Не можам да речам дека не се стори, дека малку се сторило во тој поглед, меѓутоа е далеку од тоа на што треба да биде. Кога станува збор за позитивната листа на ликови секогаш нели се говори како проблем, како стојат работите и за она за кое што нели
и за другите диагнози, освен за мултипла склероза. Како стојат работите, да ми посочите? Па, работите стрикно ќе зборам за мојот огранок, пошто спаѓаме од огранокот параплегија, квадриплегија, и за сите што користат нормално инвалидски колички. Повеќето на тие диагнози им треба физикални терапии. Значи, пристапност да имат до бањите за да може да ги извршуваат тие физикални терапии. Јас многу ретко сум сретнал во Македонија да видам некој услов створен за да ги имаат тие услови они да си ги извршат своите потреби. Например, или ќе имаат направено рампа, немаат пристап внатре во собите. Значи, не е проблемот само надвор рампа да се направи за да влезат. Треба проблемот тие луѓе имаат така. За да влезат во базените. Еве сега во некои бањи веќе се направени некои столчиња што може да влезат во базените и така натака, него имаат проблем на пример во собите кај што спијат, тоалетите не се адаптирани за инвалиди. И другите простори на пример кај што треба сами да функционираат, не е имаме на пример ние параплегичари што можат стварно сами да функционираат и да се симне од количка, да се префрли и така натака. Тука, тоа, како што напоменавте преска, таа е веќе тема многу давно се зборува. Години наназад, не само сега, значи. Постојано и вие ние, кога ве викаме вас да ни гостувате, посочуваме, меѓутоа некако... Самите амбуланти, самите клиники, самите немаат пристапност. Значи, мислам, тоа може јавно да се види, да се појде, да се сними, значи немаат никаква пристапност. Или лифтот не им работи. Значи, јас сум бил пациент на Забноеве, на клиника, например. Не можете да појдете? Не можам да отидам ја горе да ги поправам забите. Лифтот, имаше лифт, веќе не работи лифтот. Така. Добро, за ова конкретно, на кого му се обраќате? Кој треба да биде одговорен за ова се да се среди, како што треба за пристапноста кога говориме? Точно, ние се обраќаме до Труд и социјала, до Министерство за здравство. Добро. И фидбекот? Урбанизам. Фидбекот, добро, ќе биде... Све ќе биде во едно време? Ќе биде, во едно време. И све додека, прескам малце да се навратам на конвенцијата, да они сака да работат по конвенцијата, ма по мене, лично по мене, нема ништо преземено од тоа. Пошто немаме, например, во ниедно инвалидизирано лице немаме ние стајано по тие институции, за да им каже дека ова не треба така. Да, они има стручни лица, инженери што треба по стандарди да се направи све. Ама друго е, например, кога ќе има вработено лице тамо, дали е во собрание за да се бори за нашите права. Нема воопшто никаде во ниедна институција. Ја до сега не знам. Еве во собрание гледа јавноста, нека каже кој инвалидизирано лице е пратеник таму. И кај нас има учени луѓе. А би требало да има барем еден представник, ако не е повеќе. Нормално дека треба. За да можете и вие таму да се изборите за вашите права. Исто во општините. Ни таму нема? До сега ја не сум стретнал. Во комисии. Има комисии во однос на образование, здравство, труд и социјала, каде што дел од нас, еве баш сега, токму сега, еден од нашите членови, ние го предложивме да биде во комисијата за здравство во град Скопје. За град Скопје зборуваме. Да, за град Скопје зборуваме. Меѓутоа тоа е во комисијата, значи сепак и тоа е некако некаков напредок, некаков чекор, каде што и сега не знам, Гоце, можеби ти повеќе знаеш за во комисијата во собранието, дека исто одеше нашиот поранешен председател, дека имаше и таму некое... Како и да е, ние учествуваме во дел од комисиите, сега во последно време сме како инволвирани, ама нигдека нема некој што е конкретен. Значи, немаме конкретно стајање, например. Дали сте се обиделе барем ова да го посочите? Да, имаме обидувано до општини, имам побарано ја да бидам во советот во општина кој инвалидизирано лице. Нема позитивен одговор. Да, нема позитивен. Значи, да, во ред, оние прифаќаат конвенцијата, све е во ред тоа. И така да... Некако се чувствувате малку како да сте маргинализирани. Дискриминирани, тоа обавезно. Малку како да сте ставени на маргините во однос, велам, на вклученоста на вас
како лица со телесен инвалидитет во функционирањето на органите и на општините, и на собранието, и што се вели на оние други организации каде што треба да има некој ваш представник, за да пак нели преку вас, тие што ќе бидат представници, да се делува што побрзо, за да може се тоа што го говориме да се Затоа и реков, они си има стручни лица, например, он знае колку е стандардна рампа, колку треба да се напише. Ама друго е на лице место кој ќе има такво лице да е таму и да им објасни дека ова рампата е све во ред, ама например јас тука не можам да функционирам. Така. А вака Како стојат работите сега? Значи, кажавме нешто се промени, се уште и секогаш ќе има нешто што нели ќе нас спасува, затоа и повикуваме да говориме, да допре нели до оние каде што треба да допре малку повеќе. Како стојат сега работите, што се случуваше во меѓувреме, се направиали некои проекти, се реализирали, што можеме вака да споменеме што ви беше многу важно? Сега јас ќе кажам нешто во делот на количките и така натака. Значи, промени има, например, сега од доаѓањето на новиот градоначалник на град Скопје, имаме до сега доста проекти направено, и се реализирани од нивна страна, од градот Скопје и од градоначалничката. Значи, има слух. Да, има слух, тоа е точно. Добро. Ете, пробуваме по другите општини, значи, пратиме кога има објавено проекти и такви работи во наш пример за нас како инвалиди. Така, за она што е од вашиот домен. Нашиот домен. Сега имаме еден исто подпишан добар голем проект што градоначалничката го одобри. Браво. И земено е плюс уште едно инвалидско комбе од градот Скопје. Добро. Плюс уште едно. Така да се работи за електромоторни приклучоци, ги викаат цикли, тоа се приклучуваат на обични колички, имавне на самиот марш имавне. Може ајде уште еднаш да го пуштат имавне такви, да, тие ни се доделени исто, ете ти као што идат. Тоа е претпоставувам скроз што е во преден план. Во преден план, така да се одобрени се од градот Скопје, пред тоа добивме преку Министерството за труд и социјала, ама не може на сите да се доделат, пошто тие не идат преку фондот, тие одат приватно. Така. Меѓутоа има можност да се... има можност, еве као градот Скопје што не излезе во пресред, го потпишавме тој договор и за тој проект да се реализира. Кажете ми, кој уште ве поддржа во на денот, Христина? Кој беше се, освен градоначалничката на град Скопје, присутен таму, во смисла нели да бидат тука со вас за да ве слушнат она што беше во однос на одбележувањето? Покрај тоа што сакавме да бидат голем број од нашите членови присутни, нели, за да кога ќе ги обличиме мејчките, ќе бидеме ние во колички. Така и вие и треба да бидете нели, тие бевме тие што требаше бидат видливи на денот и токму заради тоа го направивме маршот, затоа што веќе од тие предавања, од тие видеобимови или не знам прожектирања на нашите членови им е веќе преку глава и затоа они сите излего во претходен договор ние се договоривме да го направиме тоа така за на ваков еден малце по помпезен, јак начин нели го покажеме нашето незадоволство. За да ве видат и слушнат. Ете така да не видат слушнат и медиумите и случајните минувачи од кои што на дел од нас ни се расплака срцето кога видовме како оние ни аплодираат сите околу нас. И свативме дека ја постигнавме целта со тоа што го направивме. Од поддржувачите ни беа нашите верни пријатели, секогаш што ни доаѓаат, тим на доктори, на некои уметници, јавни личности, познати личности. Ни беше дојден на градоначалничката на град Скопје Данела со нејзиниот тим. Беше дојден градоначалникот на општина Центар. Беа повикани другите градоначалници, но сигурно од оправдани причини не можеа да присуствуваат. Присуствуваше тим на клиниката за неврологија, заедно со главната сестра и дел од двајца доктори од клиниката. За жал, наш директорот Барбов не беше во можност да дојде на нашиот настан, го поздрави настанот и верувам во следна прилика повторно ќе биде со нас. Ни даде инструкции за дел од работите што се случуваат како новитет во клиника. Сега има некоја нова студија, која што дел од нашите пациенти ја
веќе се подложени, тоа е доброволно, нели потпишуваш доколку сакаш на некоја студија да бидеш вклучен. Чекаме, значи, исход од целата таа студија, да видиме дали на некому нешто тоа е орален некаков лек. После мавен кладот и окривусот, тоа е прво нешто што се случува, нели, како новитет. И ќе видиме, очекуваме какви ќе бидат ефектите од лековите. Кои од другите поддржувачи ни беа, повторно пак некој... Деве сонце. Да, за медиумите, мислам дека беше плејада од медиуми на денот. И интересно беше што после тоа, дел од медиумите што или ни откажа или не стигнаа да дојдат, ми се јавија после тоа на телефон, да побараат да им гостуваме во некоја емисија со жалење дека не стигнале и им е криво зашто не го посетиле. Наставното бил толку интересен, имало што да се чуе. Во секој случај, ние сме тука секогаш како телевизија, сум ви кажала и јас и моите колеги што со телевизијата, кога треба, секогаш сме тука да презентираме сето она што треба да се презентира. Сега би сакала малку да проговориме за нешто што е ваше секојдневие во однос на тоа како функционирате како здружение Мобилност од Скопје. Претпоставам дека имате ваши некои активности кои што ви даваат мотив во секојдневието, ве прават да се дружите или да творите нешто, да креативни да бидете, да се надпреварувате и така натаму. Ајде го се кажи ни што се случува. Па еве, као Мобилност Скопје, можам да зборувам за Мобилност Скопје стрикно, имаме доволно активности. Ние си имаме програма која работиме по таа програмата, ама, например, имаме отворено креативна работилница, што секој четврток се одржува од 16 часот и доаѓаат доста луѓе, например, доаѓаат не само жени да прават, значи креативци, мажи што знаат нешто да нацртат, работиме декупаж, повеќето жени работат мони странижат, обетки. Ке го покаже Срѓан, нашиот камерман, нашиот драг камерман во студио што ни е, накитот што го носи Христина, значи во моментот Срѓан, можеш да го фокусираш, изготвен од самите членови. Самите членови, така. Иначе ние како здружение... Колку се креативни нашите гледачи. Ние како здружение Ова е само дел. Мобилност Скопје сме многу членови, над 2500 члена сме. Сега, последно не сме правиле, например, статистика колку сме, што сме. Така. Ама над 2500 сме само како Мобилност Скопје. Тоа е голема бројка. Голема бројка, да. Така. Зборувам од сите ограноци. Од сите ограноци говорим и овој што е представник денес за МС Христина. Значи си имаме програма, значи ние, се извинам, си имаме програма што годишна ни е таа програма, например, што имаме спортски активности, во кои што и ти беше доста успешен, минатото издание говоревме. Учествувам во тие и во спортот имаме музички активности. Дали и пееш, можеби? Пеам, точно, да. Пеам, да, идам на... Следната емисија може да направиме, не на песничка. Направиме, да. Имаме доста како Мобилност Скопје, уназад па едно 2-3 концерти имаме направено, хуманитарни имаме направено, со помош на сите поддржувачи, народни пеачи што се до сега, секогаш не излагале во престрет, да ги поздравам сите, да не ги менувам еден по еден сега, они се пронајдат кои дошли и што биле на нашите концерти, секогаш ни поддржале, без никаква финансиска мислам, на доместот да бидат платени нешто од нас. И сега за сега гураме некако тие активности, ги гураме стално. Така, знам дека беше нели време на ковид и не можевте многу да бидете раздвижени, па и да некако сија, како да кажам, сија одржувате онаа соработка која што имате и со надвор од Македонија. Како стојат сега тука работите? Имате ли нешто во план да се дружите со оние здруженија, например, од нашето соседство и така натаму? Па имаме поеќето со креативната работилница. Тоа Христина веќе каже што како, пошто она е и одговорна на креативната работилница. Добро. Имаме соработка, имаме... А спортските активности за кои што ти си одговарен? Да, за спортските можам да кажам, да, имаме точно. Сме одели Словенија. Ама дали имате нешто са во план, бидејќи малку се опушти Америките? Па, имаме некои преговори? Сега 16 јуни имаме држава. Така. Да. Сега нормално ние Сојузот, Мобилност Македонија, ќе повика од страна, од соседните земји, кои што не повикувале на да се надпреваруваме, да дојдат тука кај нас
да се надпреваруваат исто. Баш убаво. Значи тоа го организира Мобилност Македонија, тој е нашиот Во однос на сојуз. спортот. На спортот. А во однос на креативните работилници? Креативната работилница више ни стана како едно брендче на... Така. Беше новороденче, бидејќи беше надвор од програмата на Мобилност Скопје и затоа ни е така особено драга, бидејќи беше креација на еден помал тим тука кај нас во Сдруженијето и после се вроди во нешто големо и интересно. 3-4 години наназад имаме помош од град Скопје за да биде работилницата уште по-добра, уште посилна, уште подостоинствена и тоа ни помогна да се работуваме со други сдруженија надвор од нашава држава. Во склоп на креативната работилница, во самиот тој проект вметнавме и предавања, односно работилници со психолог и мотиватор. Да, тоа можевте забележам на вашата Facebook страна, дека се вклучени со предавања кои што се многу корисни за сите. Апсолутно, ни тоа се наметна како потреба, особено со ковидот, тоа се наметна како уште поголема потреба, бидејќи луѓето беа затворени дома. Не само ние инвалидите сме и научени некогаш не сакајќи природно, сите исто ја доживуваме, точно, сите исто ја доживуваме. За вас посебно. Точно, и создаваме теми кои што се многу блиски и потребни за нашите членови. И мислам дека на секој 10 и 20 доколку допрат и мотиваторот и психологот со своите теми, кои што ние на еден начин им ги наметнуваме, ги координираме кореспонденција точно со кои што потреб, после они си го наметнуваат својот стручен авторитет нормално на предавањата. Велам, значи, ако на секој 10 или 20 човек се помогне со дел од тие предавања, тогаш сме ја постигнале по целта и поентата. Тргам од својот личен пример, затоа што навраќајќи се пред 18 години, ми помогна сосема непознат човек за да го смени во мене што велат мајндсетот. За да надминете состојбата во која што во моментот сте се нашла, која што е многу важна за понатаму да можете да... А иначе креативната си тече, креираме, работиме, се дружиме, сакаме да се надоградуваме, да создаваме, да презимаме и нови техники. И тоа е малку сега сме во грч, дали да почнеме со некоја нова техника или да не. Секогаш сме во потрага кон нови членови, тоа го апелираме и повикуваме се поише да се вклучуваат. Дома затворени, нели, за да можат... Затоа и напоменав, над 2500 членови сме. А колку сте вака активни, имате ли некоја бројка? Кои што се вклучени во овие активности што имате? Од 50 на повеќе не верувам, мала бројка, еве апел до сите оние кои што нели се соочуваат со овој проблем со кој што не треба да се плашат дека не поседуваат вештини. Така, дека треба да се обидат, да пробаат некако времето да го поминат во нешто убаво. Не треба ни школа, не треба ни сертификати, не треба ни ништо. Оно што на крај крајава не умее да нижи, да вези, да спортува, да пее, да прави поезија, го прави она што умее да го прави. Нека го прави тоа што го умее, па на крај крајава и нека излезе да се дружи. Да, или само да биде дел од тоа што се случува. Многу ми е драго што некако сите, како да кажам, од културниот живот ви излегуваат во пресред. Од театрите, еве нешто последно што на концертот на Меморија исто ја возможија да учествува дел од вашите членови. Потоа се организирате околу одморите и тоа видов, и тоа е еден убав момент. Нешто повеќе да ни кажете? Како овие иницијативи, ваши иницијативи се или некако како се случува? Наши. Меморија не излезе во пресред и тоа специјално има направено за нас подиум и рампа. Значи, рампата е направено по стандарди што на светско ниво, така да, например, порано ние сме имали прилика да ни дадат слободен влез на концерти. Не сте можеле да... Не сме можеле да гледаме. Значи, лицето во количка што или со штакио не може да стои, со дубот не може да стои. Ти му дава столче или седи во количка, пред него стои некој кој што не му го... ти не можеш ништо. Така. Сега ќе имаме предност ние да ги гледаме Меморија. Така. И многу ми е драго што имате таква можност. Голема благодарност до нив и до организаторите што тоа го направија стрикно само за нас. И како здружение се видовме и се договоривме и луѓето. Без никаков
Да. Проблем? Нема Да, надомест, да, Така. они ни Со дадоа театрите? гратис карти, Со све. театрите имаме соработка со Македонски народен театар, да. Со, Да. Само со македонски? Во принцип, јас знам дека државните институции, значи што се под државната Добро. капа, тоа ми беше соопштено уште во времето кога го правевме договорот со нив, дека за инвалидизирани лица музеите и театрите се со слободен влез. Меѓутоа сепак треба да се направи некаков договор со нив за соработка, за да може стрикно сега кога би доаѓале поголема група да одредуваме која ќе биде таа конкретно представа, дали ќе може да се овозможат толку карти. И купија знам дека они специализирани тие подвижни алуминиумски рампи за во случај нели кога би доаѓале со колички и така, значи сепак е и наша иницијатива за кога договоривме да одредуваме кои се тие представи, бидејќи да речеме во малата сала нема представност, во големата има. Музеот ни е еден од поверните пријатели, ајде да не речам прв меѓу еднаквите. Ајде да видиме, така. имаме некого на Ајде, линија кој сака да ајде. ни се вклучи во разговорот. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се уваме ТВ Сонце во емисија? Да, во емисија сте, повелете. Така. Да, може да прашаме нешто? Може слободно? Така. Сега да прашаме, добар ден, се уваме тука, ми одружение сме, тука се е Доне Петковски на Гоце председателот, сега го видов на телевизија. Така. И Тина, да им се заблагодарам, сега не сум знаел дека се во емисија, и да прашам за рампите. Слушав малку преска, али што каже председателот, ова не се достапни се и дека има многу недарено, не направени како што треба да бидат рампите. Така, Има да, многу говоревме. нагиб. И тука треба стручни лица. И ја порано сум видел во некои комисии тамо што треба одредуват во Даре Џамбас, да присуствувам, зашто не може некој да се качи, треба 20 да го гурат на нагоре. Да, а затоа- треба да биде со нагиб по многу. Да, Јас затоа сум идем на тие што треба, а како ќе кажат така, може да дадам подршка за тоа, Добро. да Благодариме. гостите што се тука во емисијата. Благодариме, Што ние кажува, се е затоа тачно. ја правиме емисијата се со цел нели да допреме до оние до кои што треба да дојде овој Да. глас за да имаат повеќе Па нели да слух има, да за може сето. сами да идат. И јас сум видел во тие случаи и по 20 да ги гурат, не може да се искачат на нагоре. Така, навистина е Така многу е. тешко. И за другите работи му давам подршка и на Тина и на Гоце. Ви благодариме Што е- многу. Ви благодариме што се приклучивте во Сега нашиот си, разговор. фала. Така се Имајте него. убав ден. Пријатно. Пријатно. Еве, имате поддршка од Да. или од господинот што се јави. Благодариме на Доне. Доне Така. е член кај нас Така. во параплегија, човекот е параплегичар. Тоа е во право за рампите што го Така, зборуваме, да, ние го говориме, бараме, да, го говориме, говориме цело да, време. меѓутоа- По потврди истото што го Да. зборуваме. Да. Значи точно е, да, негде има рампи Тоа направено. значи некако ми се чини од сето ова што го говориме некако најголемиот проблем. Па најголемиот проблем е, ви кажав и преска, значи не е само да се направи рампата. Да. Значи, еве јас немам придружник, пример. Морам сам да се искачам со количка. Така. Не може да биде таа Нема стрмна кој да ви вака. помогне. Да. Или треба некој да стопира. Ај ве молам, помогнете ми. Така. Има луѓе, не викам дека Така, да, Луѓето, да, се наоѓа. да. И по некој човек што се Пристапноста вели, не да. е само и рампите. Да. Значи тротоари спуштени Тротоари треба да спуштени. има во за да институциите. може да се префрлам, да не одам по улици, Вратите некој треба ми- да бидат со соодветна ширина. Понатаму во секоја од институциите треба да бидат шалтерите на ниво да може нели човек што е во количка да се обрати, да се Значи треба во вециња. Значи, Многу работи. Многу работи. Да, многу работи. Ја многу малку се Да. Значи Да. се повеќето на реализира. пример пациенти има што се лечиме, да речем, не знам дали имаме време уште Имаме уште 4-5 минути, да. да го кажам, на пример, во си имаат отворени приватни матични амбуланти. Таму немаме пристап. Дури ни таму, Да. да. Сега ти како пациент одиш Ретко тамо, каде има, ретко да, каде. одиш има. тамо, не е сега Еве за нас жените, Поентата. гинеколошките ординации воопшто не се пристапни.
Така, Ние направија кај кочараци една Ама тоа е пристапна, ама таа е една и сега не знам дали само беше. една има пристапна? Таква, значи, пак ќе речам, Тоа е не е па- само да влезеш во ординацијата. Треба да биде гинеколошкиот стол, соодветен. Треба да биде обучен докторот и сестрите што се околу, затоа што сепак телесните инвалиди све еднакви, со еднакви можности, меѓутоа сме малце поинакви. колку што знам, Гравитират што го спомна малце тој другачие, гинеколошки стол, да. што го спомна Христина, се извинувам што се убаци, Нека. пошто тоа е исто земено преку невладина организација. Значи не е дадено од Така, за таа ординација за која што Точно, говориме, е така. така. Значи па е потегнато од страна како некоја наша наши слични проблеми што ги имаат помали Така. здруженија или невладина организација, така е добиено. Ма тој изродува после и други проблеми. Значи, како да го подоголиме репродуктивното здравје на инвалидите. И па, кога нема соодветно лечење, кога нема соодветна информираност, апсолутно не може и тоа да се стори. Значи, тоа е еден систем, еден комплексен широка и проблем, комплексна кој е, што да. да. Значи ние како мобилно Скопје може да делуваме на ниво на град Скопје. Општините што се под град Со Скопје. Министерството каква ви е соработката Со сега еве со новиот Министерството, министер? Сојузот Мобилност Македонија Значи има тие соработка, повеќе, да. добро. Се во Пошто се досвод работи цело во време. тој, пошто се работи на ниво На ниво на Македонија. цела држава? Така. Така да ние Беше како мобилно министерско. Скопје ви кажам, значи Значи вие повеќе сте фокусирани и ги барате работите повеќе од град значи Скопје. не можеме да идеме Така. преку Сојузот за понатаму. Беше министерката, Ние- да, кај нас Да, за труд беше. и социјала. Тогаш ги образложивме многу од проблемите што ги имаме поврзани со незиното министерство, меѓу кои главните проблеми ни се комисиите за остварување на правото на паричниот надоместок за туѓа нега и мобилно што си го Да. велиме ние. Тоа не е Страшен регулирано? проблем, многу голем И тоа проблем не ви е има. регулирано? Имаше- Не ни е комплетно регулирано во смисол бидејќи како што кажувавме и во минатото издание кога го правевме што многу се ви е телесни, потребно. многу Да. телесни инвалиди кои што се со трајност трајен инвалидитет над 80% и чија хронична болест никогаш нема да може да биде излечена, апсолутно тој мора да ги има и двата надоместоци. Вратени се со образложение дека е 50% инвалид или на 6 месеци или година да дојде до вак, па заглавуваат во каналите на државата, нема термини, па терминот ќе му пречи на комисијата, па тој ќе го изгуби правото, па мора да се и надоместити како сега едно инвалидизирано такво лице, Навистина кое што многу не е работоспособно, комплексно, како ќе може да издржи со толку минимален и тоа е мал. Поднатаму баравме од министерката зголемување на надоместоците, од ако сакаш тие те кажи Да. го. Па Ајде не. и да, Да, и тука да со се тоа да вршиме, да. привршуваме. баравме ние, мислам, Сојузот бараше како мобилност Така. Македонија, пошто сите минимални плати се качија, администрација и така се натака. веќе. Во законот пишува дека треба и овие работи да се покачат, нега како што ги напоменат. По Како сите што си Сите. бараат, Инерција, нели, нормално. така треба и ова да на вас Тоа се кај нас зголем. бевне одбиени. Значи немавме покачување. Сега па понатака што ќе биде, како ќе биде. ќе Ајде биде. да се надеваме дека навистина веќе ќе како да кажем ќе имаат повеќе слух за сите овие работи за кои што говоревме во целава емисија. Значи прво и основно е пристапноста, втор како голем проблем е ова сега за кое што говоревме, нели, паричниот надоместок за туѓа нега, бидејќи навистина и тоа ви е многу неопходно. И она што, како, ајде да го кажеме, како трето, иако кажавме, има многу во однос на физиотерапевтите и бањите. Се надевам дека барем за овие три работи некако ќе имаат повеќе слух за малце да почнат да се менуваат работите и да мрднат од мртва точка. На што тие се теми имаме многу да говориме, Так. пошто сме врзани со Така, времето, да. така да. Во секое време, значи, кога ќе посакате да говориме конкретно за некој потесен проблем, Нема јас сум тука како новинар и водител, нели, и уредник на емисијата Ваш Не термин се да сомневам. презентираме до јавноста. Ви благодарам многу што денес бевте повторно дел од Ваш термин и секако соработката останува. Тука сме секогаш кога ќе Благодариме треба. на поканата. Благодариме на поканата. Поздрав до сите гледачи. И посакувам што побрзо да се решат овие ваши проблеми. Дај Боже. И ние исто. Почитувани гледачи, тука некаде ќе поздравиме за денес со моите соговорници. Ќе ви посакаме убаво попладне, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.